Пратеничката група на ВМРО ДПМН ја останува на ставот дека измени на уставот под бугарски диктат не се можни и нема да ги подржат на престојната пленарна седница на 18 август, каде што ќе се дебатира за вметнување на бугарите во преамбулата. Оваа седница ќе биде добра можност да се увери целокупната јавност дека власта цела една година лаже, манипулира и се е магла околу уставните измени и дека не се ни близко до уставни измени. Мицевски очекува да биде ставен предлогот на гласање за конечно да се види дали СДСМ и ДУИ имаат гласови од 80 пратеници потребни за отворање на уставот. Тој тврди дека нема притисоци врз пратениците за да се согласат на уставни измени. Она што до мене како координатор во моментот е стигнато дека нема никакви притисоци, впрочем, има поддршка од граѓаните, од народот, кои што секојдневно на улица ни пристапуваат и бараат да истраеме на она кое што граѓаните во Република Македонија во моментот го сакаат, а кое што е диаметрално спротивно од барањата на владеачкото мнозинство. И покрај тоа што нема двотретинско мнозинство, Џафери најави дека не се откажува собраниската седница за уставните измени и дефинитивно е закажана за 18 август, односно за впеток, како што налага деловникот за работа. Сите 120 народни избраници најпрво треба да се изјаснат за предложениот дневен ред, кој се носи со 61 глас за. Потоа, Џафери отвара претрес, односно дебата, која може да трае до 10 дена. Во овој период, пратениците имаат право да излезат на говорница и да говорат по 20 минути, а координаторите по 30. Истото можат да го прават и по повеќе пати во текот на 10 дена. Потребата и отварањето на уставот за измени се носи со двотретинско мнозинство, односно за тоа треба да гласаат 80 пратеници. Во спротивно, постапката не може да продолжи. Пресметките на власта се дека им недостасуваат 8 пратеници, но според шпекулациите, гласот за уставните амандмани нема да го дадат некои пратеници од владеачкото мнозинство. А додека го нема двотретинското мнозинство, Џафери најави дека точката нема да се најде на гласање.